Гласници на надежда. Глава 8. Дали ти треба знак? Библијата запишува време на откровенија. Секој период на откровение е следено со знаци и чуда. Дозволи ми да ти предложам две за тебе. Во деновите кога Мојсеј ги изведе израелевите синови од египетската земја, Бог направи чудо преку рацете на Мојсеј. Може да прочитаме за нив во книгите Излези и Броеви. Бог испрати комарци, град, темнина и така натаму, да го убеди фараонот да го пушти Израел да оди. Кога израелевите синови се одделија од Бог и обожуваа идоли, Бог го подигна пророкот Илија. Илија направи чудо преку рацете Божји. За ова можеш да прочиташ во прва книга, Цареви. Например, немаше дожд 3,5 години. Кога Исус дојде и живееше помеѓу човекот, Бог правеше чуда преку неговата рака. Јас ти кажувам дека Библијата бележи времења на откровение на знаци и чуда кои се проследени една со друга. Кога Исус живееше, тој изврши такви чуда. Во сите 4 евангелија се запишани 38 чудеса кои Исус ги направи. Се разбира дека Библијата ни кажува дека Исус има направено и многу други знаци и чуда. Ние имаме еден од нив. Првиот знак е токму тука пред нас, во Јован, 2 глава, од 1 до 11 стих. Дали имаш знак? Сакам да ти покажам што можат знаците да ти значат на тебе. А на третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и Исусовата мајка беше таму. Ги повикаа на свадбата и Исуса и неговите ученици. Кога сврши виното, му рече на Исуса неговата мајка: "Немаат вино." Исус и одговори: "Што имам јас со тебе, жено? Уште не дошол мојот час." Неговата мајка им рече на слугите: "Што и да ви рече, направете." Таму имаше 6 камени садови, според прописот за јудејското миење, што собира 2 до 3 мери. Исус им рече: "Наполнете ги садовите со вода." И ги наполнија догоре. Тогаш им рече: "Сега нацрпете и однесете му на старосватот." И му однесоа. А кога старосватот вкуси од водата претворена во вино, не знаеше од каде е, но знаеја слугите, кои црпеа од водата, го повика младоженецот. И му рече: "Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат, слабото. Ти си го чувал доброто вино досега." Ова го направи Исус во Кана Галилејска, како почеток на чудесата, и ја објави својата слава. И неговите ученици поверуваа во него. Во поврзано со знакот забележуваме неколку наредби до слугите кои се важни и за нас. Првата е: направи го. Исус, учениците и неговата мајка беа поканети на свадба. Свадба е време на радост. Во сите култури свадбата е време на радост. Имаше голема радост тука, но снемаа вино. И Исусовата мајка дојде до него и му рече: "Немаат вино." Тоа и не е најважната изјава во овој пасос. Важната изјава не е тоа што таа му кажа на Исус, но тоа што таа им кажа на слугите, затоа што таа им рече на ним: "Што и да ви рече, направете го." Таа не им остави друг избор. Еве една одлична лекција. Одлична лекција. Пријателе, дали ти треба знак? Нема надеж освен ако не го сториш она што тој ти зборува. Токму она што тој го зборува. Не останува друг избор. Втората: носете го. Тогаш Исус им рече на слугите: "Наполнете ги садовите со вода." И ги наполнија 6 садови. Тогаш им рече: "Сега нацрпете и однесете му на старосватот." Можеш да речеш дека овие наредби се едноставни, но сепак треба да се следат внимателно. Не може да има отстапување од јасните упатства на Господ. Сакам тоа да ти се врати дома, затоа што многу луѓе денес бараат знак, но не сакаат да го прават она што Бог го бара од нив. Како да дознаеме што е тоа што Бог го бара од нас? Дознаваме кога ја читаме Библијата. Не ти предложувам да заменеш и да најдеш 6 садови од камен наполнети со вода, да нацрпиш и да очекуваш водата да стане вино. Поентата не е во тоа. Поентата е да се научи овој голем принцип на почитување.
Ако сакаш да го разбереш Господ, мора да си спремен да ги следиш неговите упатства внимателно. Трето, вкуси го. Нацрпеа од водата која што беше претворена во вино и му ја однесоа на старосватот. Тој ја вкуси и рече: ова е подобро од претходното. Јас лично не сум во позиција да донесам пресуда за виното, затоа што не пијам вино. Не знам точно врз база на што старосватот ја донесе својата пресуда, но тој рече: ти си го чувал доброто вино за крај. Има нешто убаво во тоа, нели? Што и да направи Исус е најдобро. И еве една случка што треба да се разгледа. Старосватот, кој не знаеше ништо за тоа како виното беше направено, рече дека е најдоброто вино. Да, има еден принцип тука. Што и да направи Исус е најдобро. Чудесиите ја објавија славата на Исус и неговите ученици поверуваа во него. Дали ти требаат чуда? Чудата не можат да се игнорираат. Чудата треба да бидат препознаени, а не игнорирани. Заповедта која Исус им ја даде на слугите и денес оддекнува со вистина. Заповедта која мајката на Исус им ја даде на слугите и денес оддекнува со вистина. Не можете да го познавате него, се додека не сакате да му се покорувате. Да ве потсетам што Марија им рече на слугите: што и да ви рече, направете го. Ако ти сега го имаш овој став на целосно покорување на тоа што Исус го рече, и ти ќе ја видиш Божјата слава. И чудата ќе ти бидат како потврда на тоа. Тоа што го знаеш е вистина. Гласници на надежда.